Основен проблем кој што се среќава жителите од руралните средини и малите населени места во однос на пристапот до здравствена заштита е тоа што најголем дел од луѓето од овие средини немаат пристап ниту до примарна здравствена заштита. Односно, многу села нема матичен лекар, општ лекар, матични педијатри нема речиси воопшто, а проблемот со матичните гинеколози е уште поголем. Во 45 општини во Македонија нема матичен гинеколог, а најголем дел од нив се руралните општини или малите градски средини, како што на пример Крушево, Македонски Брод и така натаму. Сите овие се без матичен гинеколог. Само дали 2 или 3 села во Македонија имаат матичен гинеколог, тоа од поголемите. Така да овие луѓе за да пристапат до матичен лекар мора да патуваат до најблиската градска средина или до местото каде што има матичен лекар, кој што е надвор од нивното место на живење. За тоа треба да трошат и средства за превоз, треба да отсуствуваат од работа или од земјоделски активности, а во зависност од физичката состојба од болеста, тоа претставува дополнително отворување на нив да патуваат за преглед кај матичен лекар што треба да е достапен блиску до нив. Исто така за жените за време на бременоста, доколку треба да прават контроли кај својот матичен гинеколог, по секакви услови треба да патуваат подолго време за да направат контрола на бременоста. Друг проблем е немањето на пристап до лекови. Нема аптеки во руралните средини, во малите места, особено во поголемите рурални има. Така да за да купат било каков лек, основен лек, треба исто така да патуваат, да трошат време, да трошат пари. Доколку се работи за потешко болно или старо лице, треба да ангажира и придружник да го придружува на патот. Така да сето тоа претставува значителни компликации. Па доколку треба да одат до специјалист или да направат некои испитувања, лабораторија, рентген и така натаму, сето тоа е дополнително патување. Знаете, се закажува се преку мој термин, многу е тешко да се најде термин за истиот ден, така да еден ден ќе одат кај матичен лекар, втор ден треба да одат на рентген, па на лабораторија, па кај специјалист и ќе изгубат многу денови, многу и средства, и пари, и физичко оптоварување, малтретирање, што особено за луѓе кои што се болни претставува дополнително оптоварување. Исто така здравствената заштита на децата во руралните средини, матични педијатри речиси да нема, исто така мора да патуваат да ги носат малите деца по секакви временски услови, нема до некои средини па ни соодветни патишта, на преглед кај педијатар. Во одредени села има пунктови за вакцинација, меѓутоа не работат тие редовно секој ден, туку доаѓаат, зависи, периодично. Еден ден во месецот, можеби еден ден во неделата и слично. Така да дури и за вакцинација на своите деца, многу често луѓето патуваат до друг град или пак треба да се ускладат со денот кога работи пунктот за вакцинација да го вакцинира детето во своето село.